Здраво на сите ви доброволите во уште една нова епизода на серијата Говориме за фудбал. Денес ќе разгледаме најголемите скандали што се случиле во фудбалскиот свет. Ќе објасниме и ќе дадеме своје мислење за неколку скандали кои што привлекува вниманието на сите можни навивачи во времето на нивното случување. А сега доволно даваме вовет и ајде веднаш да скокнеме во содржината. Јуни 1984 година, златната генерација на фудбалска Колумбија што го се представи себе си на светското првенство. На светското првенство дојдоа како големи фаворити за титулата, а се заминаа како трагичари. На вториот напред од светското првенство Колумбија се соочи со Америка. Главниот играч во одбраната Андрес Ескобар несакајќи си дава автогол и Колумбија го загубува мечот со 2:1. Со тоа надеждите за Колумбија се пасира во следната рунда умира затоа што Колумбија веќе го изгуби првиот меч на тоа светско. Неколку дена после тоа се случува нешто навистина неверојатно. Многу новинари ќе го опишат тоа како еден од најцрните денови во историјата на фудбалот. Наркогрупи, насилни навивачи и изнервирани коцкари пробуваат да најдат кривец за катастрофалниот перформанс на Колумбија на светското и 10 дена подоцна на 2 јули 1994 година централниот бек Ескобар го напушта барот каде што пиел таа вечер. На паркингот се среќа со група на изневерени навивачи кои што иницирале борба со него, а очевидците тврдат дека 6 истрели били испукани во тој момент. Тоа што се случило ќе потресе цел фудбалски свет. На 27 години централниот бек Андрес Ескобар загинува на паркингот во Меделин. Бизарната работа е тоа што ова не било испанирано, туку ова била работа на еден човек кој што се викал Хилберто Кастро, кој што изгубил многу пари обожувајќи се на Колумбија. Очевидците тврдат дека Хилберто делувал сам, но многу луѓе и новинари тврдат дека тој бил само жртвено јагне, односно ова била голема испанирана и организирана шема од наркокартелите кои што сакале да се одмаздат на Ескобар. Му изрекли казна 43 години, а отслужил само 11. Обвинителството не можело да осуди никој друг и немало доволно докази. Во тие години фудбалот во Колумбија не можело да се оддели од наркокартелите и парите кои што биле направени на илегална коцка. Колку бил сакан од целата нација може да се увиди со фактот дека повеќе од 120.000 луѓе дошле на неговиот погреб. Председател на Колумбија во тоа време поттикнал иницијатива и отворил програма со која што се спречува насилство преку фудбал. Градот Меделин му подигна статуа во 2002 година. Во 2016 година Нигерија се одлучи да направи нешто без преседан. Нешто што до тоа не беше видено и се направи голем скандал во целиот фудбалски свет. А тоа беше снимање на коските. Но погодите што, скоро целиот состав на тимот до 18 години на Нигерија пада на тој тест. Зашто? Затоа што докторите им рекле дека вие сте премногу стари за да правите овој тест. Не еден, не петорица, не десетина, туку целиот состав на младата репрезентација на Нигерија го пада тестот. 26 души. Буквално од нив може да се направат два состави од луѓе кои што тврдат дека се млади, а усвари тие се зрели мажишта. Ова не е само мамење, ова е голем скандал. Замислете да направат за деца до 16 години да се појават двајца луѓе 40 години и тие да пробаат да играат фудбал. Нели не иде така. Но подоцна се откри најлошиот дел. Нигерија го прави ова со години. Во последните 20 години, тимот до 18 години на Нигерија има освоено 5 светски првенства што е повеќе од Бразил, Германија, Франција или било кој друг. Но има список кој ќе се седи на фактот дека сите нив се доволно стари за да паметат Марадона кога играл фудбал. Ова не беше само валкана игра, туку ова беше измама со фудбалски копачки. Снимањето на коските на новото што го споменавме претходно беше тактика што FIFA почна да ја користи во 2000-те години за да се утврди дали некои играчи во младите тимови на репрезентациите ги лажираат своите години и токму Нигерија беше таа кој што највише го изеде од овој тест. Таа рентген снимка ги покажува дисковите на зглобовите кои што ако се споени тоа значи дека вие имате повеќе од 17 години. Едноставно, нели? Па тоа и не е баш така за играчи кои што нивните држави регуларно ги лажираат своите изводи на раѓање кои што скратува нивната возраст за 2 години. Поготово во Нигерија фудбалската старост е како на Инстаграм и на Фејсбук кога си внесуваш датум на раѓање, односно си бираш колку сакаш да си стар, односно можеш да ставиш било која година на раѓање. Фудбалските фанови во Нигерија го бранеле овој скандал. Која беше нивната логика, па дека и други држави го правеле ова. Во 2010 година нигерски играч се појави на аеродром. Проблемот е во тоа што има во книжка каде што се гледа неговата слика од пред 6 години, каде што пишува дека тогаш имал 18 години, а во моментот тврдел дека имал 19 години. Подоцна неговиот тренер рече дека е шокиран ваквиот променок. Слушај друже, ти ли не си видел како изгледа дечко од 18 години или треба некој подобар диоптер? Проблемот за Нигерија од целата оваа работа е тоа што ако се продолжи оваа шема, тогаш ќе им пропадне целиот фудбалски систем. Затоа што сениорскиот тим на Нигерија трпи од ваквите контроверзии и скандали, затоа што ако во вашите млади селекции наместо да има деца кои што со волја и со труд ќе сакаат да влезат во првиот тим, ако наместо нив имате луѓе од 24 години кои што ги лажирале документите и сакаат да направат втора шанса во фудбалот, тоа значи дека кога тогаш вашата прва репрезентација ќе пати од последиците.
Тема број 3 е расистичкиот скандал на Луис Суарес. Беше октомври 2011 година кога се сретна Ливерпул и Манчестер Юнайтед, што се уште е најголемото дерби во англиското првенство. Во текот на целата такмица Луис Суарес му шепкал расистички навреди на Патрис Евра, левиот бек на Манчестер Юнайтед. Евра веднаш го пријави настанот до Федерацијата на Англија. Откако најмиле неколку толкувачи и читачи нусни, казаната за Суарес беше брзо објавена. Суспензија за неиграње на 8 надпревари и парична казна 40.000 фунти. Но тогаш Ливерпул направи нешто уште по-непредвидливо. Клубот реши да го поддржи Суарес во таа постапка на низ секој начин на кој што може, не само што застанале на него морално, туку направи една голема PR тактика. Објави сооштение во кој казната ја нарекува срамота и испринтаа тренинг мајци кои што им ги дадоа на играчите да ги носат за загревање. Следно например, играчите на Ливерпул се појавуваат на тренинг со мајци кои што го имаат името, бројот и ликот на Луис Суарес. Дека ситуацијата не се одви најдобро за Евра, ќе сведочи следно факт кој што ќе го кажам. Суарес ја ослужи казната од 8 надпревари без играње, почна стартот на секоја такмица, а Евра, каде што играше, беше исфиркан и понижен од спортивните највачи, кои што го нарекува лажко, измамник и измислувач. Замислете ваш колега да ве нападне на расна основа и потоа сите други вработени да ви смејуваат вас наместо другиот човек. Но неколку месеци подоцна се случи настанот за кој што водите зборуваат и до ден денес. Тоа беше март 2012 година кога Ливерпул отпатува до Олд Трафорд, односно на стадионот на Манчестер, и пред да почне на превод, традиционалното поздравување не помина како што треба. Кога дојде редот да се поздрават Луис Суарес и Евра, Суарес ја трна раката од Евра, односно ја годби спортска поздрав. Тензиите се огромни, секој играч изгледаше збунето, највачите повлудеа. Но кога дојде свирката за крај, Евра си го доби своето. Манчестер Юнайтед победи на такмицата, а Евра својаше кога да освои светското првенство. Тој му се внесе во лице на Суарес и отиде на кај највачите за да прослави со нив. Секој можен фудбалер на теренот го виде тоа и не можеше многу да направи околу тоа. Потоа Суарес во интервју за клубот половично се изјави, кажа некои работи кои што го навидум ја смирија ситуацијата, но потоа се случи нешто друго. Неколку години подоцна во друго интервју Суарес му призна на новинарот дека на Евра му се обрати со зборот негро и тврди дека во Уругвај од кај што потекнува тој збор значи другар. Каква коинциденција. Играчот спротивниот тим му викаш друже пред 40.000 луѓе и мислиш дека тоа нема да биде сватено погрешно. Работата е во тоа што Луис Суарес не му беше прв пат да направи ваква работа, односно тој беше мешан во многу, да речеме, контроверзни ситуации. На неколку наврати тој гридеше противнички играчи за раката, а потоа паѓаше и глумеше на земјата како да бил погоден од топка. Но играч ако него не дозволи овие инциденти да му станат дамка на кариера. Знаеме дека Луис Суарес беше гол машина. Даде повеќе од 100 голови за Ливерпул, подоцна отиде во Барса го направи истото и освои неколку домашни титули и Лигата на шампионите. Подоцна доби златна копачка, но инцидентот со Патрис Евра остана еден голем, да речеме, белег кој што било кој човек во нијата кога би ја истражувал кариерата на Суарес не би можел да избегне тој инцидент. Колку и да медиумите не сака да го истегнат тој момент, ако збороите на Патрис Евра се точни, тој инцидент ќе остане како еден од најтемните случаи во историјата на Премиер Лигата. И тука доаѓаме до крајот на епизодата, обработиме 3 скандали кои што јас лично мислам дека и како да заслужуваат повеќе внимание од мејнстрим медиумите. Не дека тие се заборавени, но јас го употребив во момент за да дадам свои мислења. Во фудбалот како и во сите други спортови постојат многу интензивни моменти и моменти каде што не размислувате најдобро во одредени ситуации и затоа сакале или не мора да постојат многу исклучоци каде што фудбалери постапуваат надвор од својот карактер. Морам да кажам дека првиот настан што го работивме, убиството на Андрес Ескобар, тоа е една голема трагедија што се случи затоа што за некои луѓе фудбалот е како религија, односно многу работи во нивниот живот се базираат од исходот на некој надпревар. Вториот инцидент што разгледавме, а тоа беше искористувањето на системот од страна на Нигерија, односно пуштање на постари фудбалери во нивните младенски категории со цел да се освојат титули, тоа не може да биде ништо освен контрапродуктивно за нивната на нигеријскиот фудбал, затоа што ако ги злоупотребуваат администрацијата, односно ако ставате постари играчи во младинските категории, вашиот фудбал во нивната ќе пати затоа што младите деца кои што сакаат да се докажуваат, воопшто ќе ги нема, односно нема да им биде дадена шанса. Ова беше четврта и последна епизода од оваа сезона на серијалот Говориме за фудбалот. Ќе направиме една кратка пауза, па за неколку недели се враќаме со нов контент, односно нова содржина. До тогаш можам да кажам, гледајте и претходните епизоди ако не сте ги гледале. Се најдобро и се гледаме за неколку недели.